Почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, представници на медиумите, добар ден. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росоман, ја отварам 13-та седница на Советот на општината. Пред да го прочитам дневниот ред, го ставам на гласање записникот од одржаната 12-та седница на Советот на општина Росоман. Дали некој бара збор? Единаесетиот го вратиме на преработка, да. 11-тиот е на преработка, ово е 12-тиот. Бидејќи никој не бара збор, го ставам записникот на гласање. Ве молам кој е за. Констатирам дека Советот едногласно го усвои записникот од одржаната 12-та седница на Советот на општина Росоман со 8 гласа за. За денешната седница, за работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на општина Росоман, го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Росоман за 2018 година. Точка 2. Предлог одлука за трајно користење без надомест на недвижна ствар канцеларија на Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци. И точка 3. Предлог одлука за кофинансирање на проект подобрување на животната средина во општина Росоман преку набавка на специјализирано возило за потребите на јавното претпријатие за комунални дејности Росоман. Отварам претрес по основ на дневниот ред. Дали некој бара збор? Дали има дополнување? Повели градоначалник. Почитувани советници, во врска со предложениот дневен ред, како трета точка беше предложена предлог одлука за кофинансирање на проект. Јас би сакал да оваа предлог одлука ја повеќам денеска од дневен ред, а ќе ви образложам зошто. Знаете дека ние чествувавме конкуриравме на проект финансиран од UNDP, подобрување на општинско управување и каде добивме 26.000 евра за како грант. Ние бевме минатата среда на договори на подпишување со UNDP, меѓутоа ни го нема доставено тука сега предметот, бидејќи не е архивиран, се уште не е конечен. Оваа точка ја предлагам да ја разгледаме за наредниот месец. Почитувани дами и господа, почитувани медиум. Значи, имаме на точка на дополнување на денешниот дневен ред врз основа на барањето од барателот Сашко Ѓелевски и точката, значи, нека стои барање за донесување на заклучок со задолжување на Комисијата за продолжување на аукцијата за давање по закуп на деловен простор, значи, по пат на електронско јавно надавање одржано на 25.7.2018 година. Барање за донесување на заклучок со задолжување на комисијата за продолжување на аукцијата за давање по закуп на деловен простор собственост на општина Росоман по пат на електронско јавно надавање одржано ден 25.7.2018. Ке она дополниш, така? Да. Добро. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Дневниот ред го ставам на гласање. Ве молам кој е за овакви промени во дневен ред? Да кренак. На глас. Констатирам дека Советот со 8 гласа за усвои дневниот ред за денешната седница. Отварам претрес по однос на првата точка, предлог одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Росоман за 2018 година. Дали некој бара збор? Помолам ръководителот. Да даде образложение.
Почитувани советници, почитуван градоначалник, почитувани медиуми. На денешната седница имаме ребаланс на буџет на општина Росоман за 2018 година. Материјалот го имате добиено. Јас во кратки црти ќе образложам каде има извршени корекции на основниот буџет што го донесовме во декември 2017 година. Приходниот дел 34, 916, 911 бил планиран буџет, основен буџет на општина Росоман. Сега го намаливме за 1.695.600 денари и со ребалансот буџетот се планира да биде 33.221.911.000. Самофинансирачки активности на општина активности со буџет били планирани 1.902.000, така си остана и со ребалансот. Тоа се самофинансирачки активности што се однесуваат до детска градинка и основно училиште Пере Тошев. Понатаму дотации на двете институции што ги спомнав, градинката и школото, били планирани 32 милиона 261.000. Со ребалансот се зголемуваат на 34 милиона 745.000 денари, од кои што за основно училиште Пере Тошев се зголемуваат за 2 милиона 063.000 денари и за детска градинка 421.000 денари. И приходи од донации беа планирани 1.100.000 денари, сега имаме 3 милиона 948.731.000, од кои што 855.000 се зголемува, имаме предвидено во донации за набавка на трактор за потребите на јавно комунално предпријатие. Тоа се средства кои се добиени од преку Министерство за финансии од Светска банка. Овие средства, мислам дека ги имаме расправено, тоа се средства што беа одобрени за кредит за изградба на водовод, за резервоарот за општина Росоман, пошто успешно се реализира тој проект. Останатите средства од 855 и 500 што не беа потрошени, се постигна подобри цени, сега ги дават као грант и ние средствата одлучивме да бидат употребени за набавка на трактори, приклучни механизации, приколица и чистење за машина за чистење на снег, 855 и 500, а 3 милиона 093.231.000 се планира да се отпочнат активности околу уредување, тоест адаптација на старото школо. Тоа е што се однесува до приходниот дел. Само уште еднаш, че извините да напоменам, овие средства, зголемувањето што се однесува за школото и за градинката, тоа се средствата што им остана на 31.12.2017, неискористени средства, и затоа ги предвидовме во ребалансот. Се надејаме дека ќе има некои поголеми активности, има некои најави за да се распишат тендери за адаптација, тоест доградба на уште две училници за школото и градинката, некои потреби. Сите знаете дека има најава да се изврши преадаптација во амбулантата, па ќе има потреба од нови средства и затоа ги предвидовме во ребалансот. Расходниот дел, ќе почнеме Совет на општина Росоман, општинска администрација, и прво од Совет на општина Росоман, 1.496.000 били планирани со буџетот, со ребалансот 1.471.000, имаме само намалување у патни дневни расходи, тога се планира 238.000 да се потрошат за патни дневни расходи, до сега нема ништо потрошено и затоа се намалија негде 26.000 во
патни и дневни расходи и патување во странство од планирани 45.000 се намалени за 20.000 денари. Иако се планира да се патува до крајот на годината, остануваат доста средства, мислам дека и овие нема ни 50% да се потрошат, али нека стојат, може би ќе испадне до крај на годината, па ќе видиме, може со пренамени да ги намалиме или да ги изголемиме. Градоначалник 1.780.600 планиран основен буџет, со ребалансот 1.720.000, има 60.000 намалување во ставка на Д0 градоначалник и тоа намалувањето се на две позиции. Таму има намалување во репрезентација и од 60.000. Општинска администрација од 11.224.800 има намалување на 10.847.800. Основни плати државни службеници планирани беа 3.380.000, се намалени на 2.977.580, а има зголемување и комунални услуги и грејање од 1.350.000 на 1.230.000. И сигурно сте сретнали електрична енергија од 195.000 планирани, намалени на 1.115.000, водова и канализација од 135 на 86.000 денари, прехранбени продукти од 263.423.410 на ставка, од 263.000 намалени на 183.000 денари, а има зголемување во две позиции, уште една позиција има намалување, други договорни тековни расходи од 256 на 206.000, а има зголемување привремени вработување од 740 на 1.080.000 денари и разни други трансфери од 232 на 357.000 денари. Капитални расходи, купување на канцелариски мебел, 56.000 беа планирани, имаше набавка на 3 бира, има треба за потребите на општината се набават да се набават уште некои материјали и се зголемија од 56 на 72.800 денари. Тоа што се однесува до општинска администрација, одиме понатаму, F1 урбанистичко планирање 2.478.000 денари, има намалување со ребаланс на 2.276.000 денари, изработка на просторни урбанистички планови, тука сме при крај со изготвување на планот за општина Росоман и мислам дека 2.300.000 што беа планирани, 200.000 има намалување тука. Другите позиции, F2 програма останува иста, F програма уредување на градежно земјиште од 95.000 си останува исто на 95.000, поддршка на локален економски развој 169.000 на 99.000 со ребалансот намалување, изградба на комерцијални објекти 130.000, тука 90.000, мислам дека се сеќавате дека се договаравме ова година да се уреди кванташкиот, мислам дека годината више е при крај. Не знам дали ќе стигнеме да се одреди локација, дали ќе има време да се распишат тендери и да се заврши, затоа намалив за едно 40.000. Има и да се отпочнат активности, има средства и од други позиции кај што може да се финансира. Проекти за енергетска ефикасност од 98.55.000 намалување, одржување на урбана опрема се останува исто, снадбување со вода се намали од 683.300, 383. Тука се намали за тоа што изградба на капацитети од снадбување од 630, 330, одводнување на пречистителни станици остануваат исти, јавно осветлување 1.900.000 планирани, 1.500.000, мислам дека овие средства ќе бидат доволни до крај на годината. По она што доваѓаат фактури за улично осветлување, мислам има драстично намалување за улично осветлување. До сега на фактурите се движат некаде околу 70-80
летниот период беа и 50-60 илјади денари, така да овие средства ќе бидат доволни за да се покријат јавно осветлување. Тука се мисли исклучиво за уличното осветлување. Одржување и користење на паркови зелено си остана исти средства. Изградба на јавно осветлување остануваат исти, 1.271. Затоа и градоначалникот ви даде анализа, ќе видиме за наредната седмица, ако се донесе, се усвои ова анализа, па може би да се отпочнат активности со замена на уличните светилки. Капиталните расходи, ЈД програма, капитални расходи тука остануваат исти, 1.283.000 како што беа планирани со буџетот. Локален пат Манастирец Трстеник, тие се две развојни програми, а влеват во вкупно во програмата ЈД капитални расходи. Ги оставивме развојните програми од 4 милиона и 3 милиона и 900 како што беа планирани улици во општина Росоман. Улиците се при крај со изградба, дел по селата се реализира, дел тука ќе при крај се во Росоман, така да мислам има доволно средства и ако има и други тендери до крај на годината, така да ќе има од кај да се финансират. Изградба на простор за паркирање остануваат, да се намалуваат за 20.000, 42.000 планирани, 22.000. Изградба на сообраќајна сигнализација 35.600 на 15.600. Изградба на систем за водоснабдување 2 милиона и 300.000 како што се планирани во буџетот, така и остануваат и со ребалансот. Изградба на систем на капитални јавна чистота, се извинувам, јавна чистота 690, ова се средства што ги префрламе за услугите што ги спроведува јавното комунално предпријатие према општината. 690 до крај на годината ќе бидат доволни. Ние плаќаме по два основи: чистење на улици од прва категорија и улици од втора категорија. За прва категорија фактурите се 29.500, а за втора категорија на улици 16.250. Има активности што се спроведуваат по населените места и тие фактури, тие услуги, мислам дека до крај на годината ќе бидат доволни, така да нема ни зголемување ни намалување. Паркови и зеленило се намалија од 65 на 25.000 денари. Урбана опрема 420 на 350 и спорт и рекреација остануваат исти. Уште еднаш да спомнам дека има зголемување, тука се предвидени и за ЈД програма набавување на други машини, тоест за тракторот се планирани у донации 855.000, еве ги од 850, вика купување на земеделска машина, трактор, така и програмата стои 855.500, а тука ќе бидат софатени со тендерот и, како што спомнав, и приколица и приклучен апарат за чистење, приклучна машина за чистење на снег. Тоа се тие позиции. Само уште еднаш има зголемување и во активности у ЈД програма 463, да не дојде до недоразбирање. 463 трансфери до невладени организации. Тука има зголемување трансфери до Сдружение на граѓани од 135.000 на 210.000 и тука имаше, вие знаете дека донесовте одлука за спортски клубови. Имаше барање од ФК Росоман да им се исплатат средства и зголемивме за 50.000 што ги бараа средствата. Дал до крај на годината ќе се више советот, мислам дека на претходната седница донесе одлука да се исплатат, да почнат да се исплаќат 10.000, колку беше, ја не бев присутен на седницата, сигурно до крај на годината ќе треба да се плаќат тамо за судии, за две утакмици, уште за другите утакмици, за тоа 50.000 се зголемија. И
разни трансфери, тука имаше и одлука донесено да за КУТ културно-уметничко друштво да се исплатат средства и затоа се разни трансфери се зголемија од 270 на 395.000. Ја да имам толку, ако има прашање, стојам на располагање. Благодарам. Почитувани медиуми, почитуван градоначалник, колеги советници, граѓани на општина Росоман. Со внимание го слушав раководителот за финанси и ќе се обидам и јас внимателно да дадам некои мои видувања за овој ребаланс на буџетот. На жалост, овој ребаланс на буџетот го очекував во нагорна линија, ама овој ребаланс на буџетот е во надолна линија. Се гледа и тоа по бројките. Раководителот на финанси ни образложи дека за 1.650.000 буџетот на општина Росоман се намалува, а околу 2.200.000 на основното училиште Пере Тошев се зголемува. Значи, моје видување од овие бројки и кажува дека општина Росоман и актуелната гарнитура некако слабо ни работи. Презентирајќи го, раководител на финанси, презентирајќи ги овие бројки, ни ги кажуваше намалувањето, па внимателно го следев каде имаме намалување на овие, од кои ставки има намалување. Секаде каже има капитални расходи, значи зборот капитален е нешто да се граде, да се инвестира, да никнуваат објекти, да се движи општината. На тие капитални расходи сегде имаме пат. Пример е, капитални расходи, паркови зеленило, минус 40.000. Јавна чистота. Каква јавна чистота му префрламе ни 690.000 денари на комуналец, кога знаеме дека улиците се катастрофа. Ниту се изметени, нити се искосени, нити се изчистени, ниту се измиени. Една работа. Движејќи се наназад, минус 20.000 за капитални расходи за градежни објекти, минус 20.000 за простор за паркирање, минус 430.000 за јавно осветлување, минус 300.000 за други градежни објекти, минус 40.000 за стоки и услуги, минус 40.000 изграба на комерцијални објекти, минус 30.000 одржување на згради. Значи, секаде каде што имаме инвестиции, капитални инвестиции, ние сегде намалуваме. Значи, моја констатација е, како на државно ниво, така и на локално ниво. Кога 2-3 совети уназад зборував дека бруто домашниот производ длабоко ќе не трогне и нас помалите општини, и еве се испоставува дека тоа и веќе ни дојде на врата. Тоест, бруто домашен производ од 0,2% на државно ниво значи дека нема инвестиции во целата држава и тоа значи дека нема инвестиции во нашата општина. Тоа и се гледа. И јас, еве, веќе помина една година од новиот мандат на нашиот градоначалник и со нетрпение го очекувам првиот капитален објект, но, на жалост, се уште не можеме да го видим. Тоа го кажуваат и проектите на буџетот. Значи, зборовите на градоначалникот 5-6 месеци беа дека се уште било рано и дека тек ќе почнеме после 7-8 месеци да видиме работење на оваа влада и на оваа гарнитура на локално ниво. Како ќе ме демантира? Нека слободно, нека дојде, нека истапе на оваа говорница, нека ме демантира на капиталните расходи. Но факт е дека во нашата општина една година не се нема ни каменче поместено. Ова го кажував и пред една година, ајде кажавме 4-5 месеци другарски, што би рекол, дека знаеме дека е нов адаптација, ревизии на општината, ова, имавме трпение 4-5 месеци, но ваквиот неангажман
донесува за ребаланс на буџетот во надолна линија. На сметка на тоа, ръководителот на финанси ни кажа и две покачувања на ставките, и тоа кај превремените вработувања и кај овие трансфер за невладини организации, каде што капиталните расходи ги намалуваме, а зголемуваме кај невладините организации. Не знам по која причина. И овие трансфер за здружени на граѓани и фондации. За кои се однесува тие? Здруженија на граѓани и фондации. Точно. Од Росман. Добро. И ФК Росман. Невладини организации? Тие ФК Росман има Издружение, значи, опфатено е по тој... Добро. Океј. Значи, лично од моје име и од мојата матична партија ВМРО ДПМН и од членовите мои и од граѓаните од општина Росуман не го оправдуваат работењето во оваа една година. А тоа неработење се испоставува и со бројката од ребаланс на буџетот во надолна линија. Благодарам. Почитувани советници, во однос на забелешките на Јованче, само да кажам дека не е тоа така, дека ништо не се работи, напротив, активности има, и дали некој не сака тоа да го забележи или само да излезе на говорници и да каже дека не се работи, тоа е друга работа. Во однос на програмата околу изградбата на улиците, сакам да кажам дека тука рече активностите се на крај. Останува само за асфалтирање улицата, што е 170 метри во нашето, како го викаме ние, Шопско мало, додека останатите предвидени работи се завршени. Завршени се 2 улици во Трстеник, 2 улици во Сирково, една улица во Манастирец и 2 улици, односно една улица во Росуман и уште едната останува да се реализира. Во тој дел, значи не е тоа. Така тоа негде знаете дека ние распишавме тендер на околу 3 милиона, меѓутоа со лицитацијата цената се спушти негде на околу 2,5 милиона денари. Дополнително имаме и други активности. И Мрзен, да, завршена е тендерската постапка за Мрзен, каде што исто така за околу 3 милиона денари. Очекуваме овие денови да се избере изведувачот и во октомври месец тоа да се реализира. И во делот од хигиената во Росуман можам да кажам дека во еден дел се согласувам дека хигиената не е баш на големо ниво, меѓутоа за тоа постојат одредени причини, а за тоа како би се надминале овие недостатоци работиме. Ви кажав дека добивме грант од 26.000 евра, а ние за наредна седница врз основа на тој добиен грант конкурираме за набавка на возило за изнесување на смет од 6 кубика во вредност од негде околу над 40.000 евра, точно не ја знаеме сумата, меѓутоа тоа би го решило, да речеме, еден дел од проблемите. Дополнително тракторот, исто така тендерот за набавка на трактора при крај, на 15 октомври завршува и во октомври, до крајот на октомври, очекуваме и ова да се случи. Има и други активности, комплетно е реновиран домот или односно просторијата во Камендол за местната заедница, за да можат луѓето кои што порано, освен за потребите на местната заедница, луѓето во Камендол тој дом го користат и како амбуланта за рурален доктор, за потребите на рурален доктор. Така да активности сме имале во сите населени места, освен во Паликура. Значи, буквално во сите населени места, освен во Паликура. Имаме изготвено исто така и проекти за водоснабдување за Манастирец и за Крушевица. И работиме на уште 2 проекта. Едниот проект е
идејно решение за блато и другиот проект е за планска проектна документација од 2,5, односно на 450.000 денари за 2,5 километри низ населените места, низ сите населени места, односно низ Росоман и Трстеник, бидејќи таму има и планска документација, односно во Росоман е во тек. Благодарам. Убаво е вака да се слушне одговори за некои изработени проекти. Сакам да знам од градоначалникот и од раководител за финанси Мрзен Орајовец, предвидејќи вака позвучен капитален расход е, колку е учество на општина Росоман во тој проект? Од каде се финансира тој пат? И колку општина како општина Росоман учествува во тој пат? Втора работа. Кога стапивте на мандат на нов градоначалник, одевме по селата. И јас лично бев присутен на село Камендол, село Дебиште и повеќе не одев, заради тоа што мислев дека тие одења се излишни и само ќе му ветуваме, гледам во кој контекст се ветува одредени работи на граѓаните. Една година измина, остануваат уште 3 од вашиот мандат. Ние имаме повеќе села, каде што знаеме водоснабдувањето во повеќето села е проблематично. Во повеќето од селата вие ветувавте решавање на тие долгогодишни проблеми со водоснабдувањето. Дали во ова година се планира некои издавање на тендер или некои градежни зафети на најболните места Камендол и Дебиште? Тие се две прашања мои. Во делот од одговорот за околу средствата наменети за изградба на, односно за до завршување на патот од Камендол до Мрзен, средствата се обезбедени преку Биро за рурален развој, 2 милиона, и ние, ако се сеќавате, кога беше на еден совет, донесовме одлука за учество на советот од 20%, меѓутоа преку Биро, бидејќи проектната документација беше изготвена на околу 5 милиона денари, тоа излезе околу 500.000 денари. Значи, средствата се тие кои што ние ги обезбедивме, еден дел, значи, рековме преку Советот, а другиот дел преку Биро за регионален развој. Во оној дел околу посети на местни заедници, вие дојдовте само на Камендол и на Дебриште, а не дојдовте на другите избори на местни заедници, не од тие причини вие што ги рековте, него за тоа што ви беше срам, за тоа што на средбите во Камендол и во Дебриште бевте нападнати. И тоа беше причината на која што вие на останатите местни заедници не бевте присутни. Во делот од водоснабдувањето, точно е дека има проблеми, има буквално во сите населени места. А знаеме дека во изминатиот период се потрошија ненормални суми на пари. И сега имаме проблем, дури и на водоснабдувањето во Росоман, на базентот. И таму имаме проблем. Имаме проблем во сите населени места, имаме проблем во Мрзен, во Камендол, во Дебриште, во Крушевица, во Манастирец. За Манастирец и за Крушевица имаме изготвено проекти. Спремни се проектите. Спремни се проектите. Очекуваме да распишеме тендери за реализација на овие проекти. И уште една работа околу тоа, во заедничка иницијатива околу решавањето на проблемите за водите, која ја води во најголем дел, да бидеме искрени, која оди преку општина Кавадарци, а во која учествува и општина Неготин и општина Росоман. Имаме иницијатива за до решавање на водоснабдувањето, за дополнителни 40 кубика вода. Средствата ќе се обезбедат со 51% со донација од Словенија, не би знал точно да кажам како се вика институцијата.
останатиот дел преку валута на Република Македонија и еден дел од околу 250.000 евра општина Кавадарци, 125.000 евра општина Неготино и околу 25.000 евра би требало да партиципира општина Росуман за дополнителни 40 литра вода низ системот за водоснабдување. Значи, нито сум се срамал да се движам по населените места, нито че се срамам. Ни сите населени места и до ден денес ходам со исправена глава. Нормално е во некои села немало средства, толку биле средствата, не сме завршили, но затоа има нови градоначалници, нови влади, каде што ние сето тоа што сме го запоставиле, вие да го доработите. За Камендол и за Дебеште. За 8 месеци, така? Втората работа, што ја кажавте, кажувате, иступувате на говорници, кажувате на вистини. Кажувате дека резервоарот за вода во општина Росуман имало проблеми. За ако има проблем, таа Европска унија за подобрување на општинско управување, спроведена програма за развој за Обединетите нации во која општина Росуман додели грант за успешно реализирана работа. Значи таа Европска унија дава грант за нешто незавршено и некои работи со проблеми, или дава грант што рекла браво, окей. Што еден долгогодишен проблем во општина Росуман, не само во општина Росуман, во повеќе населени места, каде што имавме за вода за пиење, се реши проблемот. Јас сега еве живеам во Росуман, гледам дека немаме проблеми со водата за пиење. Во секој мало имаме вода за пиење. Може би има некои тековни проблеми, дефекти, нормално е. Чим се работи, се јавуваат дефекти. И дефектите се дел од работата. Ама да кудете еден капитален зафат, објект, каде што се решија многу граѓани, тоа е целата општина за вода за пиење, излишно е градоначалник. Значи, може, прифаќам критика за двете села, не сме посветили доволно внимание како актуелна власт, но се надевам дека во изминатите 3 години вие ќе ги реализирате тие недостатоци ние што сме ги направиле. А за овој капитален проект не ве оправдувам. Благодарам. Да, за наредните 3 години, да. Али ако очекував се дека јас овие сите проблеми натрупани со години наназад, за еве 10 месеци, дека ќе ги решам, дали вие мислите дека сум јас супермен? Динамика? Ја гледам вашата динамика. Ја видовме всушност вашата динамика, а јас нема да одам со главата низ зид додека немаме квалитетни проекти, тоа неколку пати сум ви го рекол. Имаме сега квалитетен проект за Крушевица, имаме квалитетен проект за Манастирец, а дека го кудам овој проект од Светска банка НАП, не го реков има недостаток. А да го кудам, ние со тоа сме го решили многу проблемите. Меѓутоа, имаме за тоа што да ви објаснам, јас не сум стручник за тоа, меѓутоа има недостаток во однос на рушењето на зидот, односно порозноста на зидот. Тоа јас не го измислив. Да, ама тоа е сега, бидејќи го празневме ние базенто, таа информација од пред еден месец. Дополнително што го нема ни оној саат контрола што е таму кај, како се вика, кај Дрекстер Мајер, кој што кошта 10.000 евра за шахта. Зашто тогаш не разговаравте кај се тие пари за 10.000 евра за саато, за контролниот саат? Дали некој од вас стана тогаш и да каже кај се тие пари, зошто така потрошени? Да, потрошени се 10.000 евра за шахта. Градоначалник, треба да реплицирате културно, не без фрустрации и нервози.
Значи јас и пред неколку совети, уште у првите совети, кажувам дека секој што крадел, што не ги почитувал институциите, не ги почитувал проектите, ќе си одговара за тоа. Не оправдувам криминалци. Ниту сум оправдувал, ниту ќе правдам. Без разлика, не оти било од ВМРО, ако сака нека ми биде и брат. Ако е криминалец, ќе биде криминалец. Само тоа да ти кажам. Ако не е извршил успешно таа работа како менаџер на оваа општина, ќе си одговара. А вие излишно кажувате тука не убаво, не добро. Абе си има институции, дај да ги испочитуваме институциите. Јас викам, јас му верувам на институциите. Си има ревизии, годишни ревизии, нека направят ревизии, нека донесат констатација, зидот не е направен соодветно по проекти, така и така. И нека си лежи некој. Точка. Почитуван градоначалник, почитувани медиуми, почитувани советници, како што рече и председавачот, ние ќе одиме вака до недоглед. Добро е сега колега Јованче што напаѓаш овака и викаш дека некој треба да одговара. Дали и ние советниците ќе земеме одговорност точно за тој водомер таму и шахтата? Ние тука сите пари што беа побарани, јас бев против, нашата советничка група беше против, додека вие му дадавте амин на градоначалникот. Јас тогаш одговорница упорно зборував тука дека за таа шахта се многу тие пари, за тој вентил се многу тие пари, а вие кревавте за да се одобрат тие пари. Зошто само претходниот градоначалник да земе одговорност? Треба и ние да сносиме одговорност за тоа. Сите побарани средства одовде поминаа на совет. Ние кревавме за. И сега го напаѓаме претходниот градоначалник. И ние му помогнавме за да ги потроши тие пари. Тогаш не бевте против. И сега кажувавте добар проект. Да, добар проект, но ако ги израчунаме цифрите, не да е добар, златен проект. Да видиме за тие пари колку сме добили. Многу лесно е само да речеме добри. А дека се осудувате, не осудувате. Претходно се поддржувавте. Сега осудувате, а претходно поддржувавте. Благодарам. Оставите ги тие минатиот, сегашниот, одлуките советот што ги носе, не сноси одговорност советниците. Ниту еден советник не сноси одговорност за гласањето според законот за локална самоуправа. Така оцениве некои тогаш, така сте оцениле други. Само според така одлучу така. Почитуван колега советник Јовица. Значи овој совет на општина Росуман дава амин на одлуки. Потоа институциите како ќе ги спроведат натаму, надлежните, тоа е нивно. Значи ние само даваме согласност, т.е. гласаме финанси за да се отпочне некој проект. И стапова штука на говорница не се разграничува две работи. Значи треба да си ги разграничиш двете работи, дека советот дава само амин да се отпочне некој проект. Да те подсетам дека за сите овие капитални објекти во изминатите години, вие, вашата советничка група од СДСМ, секогаш бете против. За сите проекти. Не сакам да ги взимам сега од КТВ телевизија цедињата и да се навречам и да ти ги вадам и сичорците, не е тој мој стил. А ти и јас, нито сме компетенти да кажеме дека е скапо или ефтино е, заради тоа што нити си во таа област, ниту ти, ниту јас. Си има таму надлежни каде што тоа дават правилно работеле или не работеле правилно. А тука да истапуваме и да кажуваме некој чешјарски мовети, не. Биди кооперативен и конструктивен. Колега Јованче, не знам за кои капитални објекти претходни зборуват. Па ние бевме во претходниот мандат заедно. Кои капитални објекти општина Росуман ги изгради? И вашиот представач од ВМРО претходно го запраша на една седница градоначалникот да му изброи капитален проект што го изградила општина Росуман. Ниеден. А сега барате за капитални проекти од градоначалникот во 6 или во 7 месеци кои капитални проекти? Во 2 мандати ни еден капитален проект.
Се беше финансирано од владата на Република Македонија. Ништо од општински пари не финансирав. Кој капитален објект ќе го кажете? И сега ние не сме компетентни. Да, ние не може да видиме колку средства земе, но можеме да кажеме тука дека се потрошиле многу средства и да се спротивставиме на градоначалникот на недомаќинското трошење. А тогаш ќутевме. И сега му кажуваш на градоначалникот базентот, да, добар е ова, он. Од кај знаеме дали е добар ни? Како сме сега компетентни да донесеме одлука, па дека базентот бил добар. А ова што се гради сега не чини. Благодарам. Во мојата дискусија јас нигде не спомнав нешто што се гледало дека не чини. Тоа да го изведуваш. Не сум го кажал, во моите излагања не го кажав тоа. Тоа го изведуваш. Значи, јас сакам да видам нешто. Ама, само да ти кажам, како имаше ВМРО ДПМН, градоначалник, претходниот градоначалник беше од ВМРО ДПМН, актуелната власт беше ВМРО. Сега истата привилегија и вие имате. Градоначалникот е од СДСМ, актуелната власт е од СДСМ. Имате исти привилегии, па извлечете бе, називот градоначалник е менаџер на општината. Значи, градоначалникот ги менаџира финансите, тоест, ако е умешен да извлече проекти, финансирање од централната власт, да ги слее во општина Росуман. Тоа е умешноста на градоначалникот. Уште во подобра ситуацијата сте сега. СДС градоначалник, СДС актуелна власт. Јас се радувам градоначалникот наш сега актуелниот да извлече што повеќе инвестиции, тоест финансии од актуелната власт. Ама актуелната власт, кај што ја гледам, и на државно ниво нешто слабо и оде со капитални инвестиции. Следвајќи наповарам, значи, ако има понатамошна дискусија, се држи на точка на дневниот ред. Дискусијата не е... Повеќе не се јава. Дали некој друг разговор? Почитувани, значи внимателно го следев образложението на раководителот за финансии. Пред нас беа и доставени пред известно време и прегледите за приходите и расходите на општина Росуман. И дојдов до констатација дека со ребалансот, значи дел од ребаланс, мислам од средствата пренаменети, значи со ребалансот се фактички и подкрепени со наши одлуки кои што претходно сме ги донеле. Сме ги донеле, значи, свесно дека, гледајќи го буџетот, дека во позициите, дека средствата, значи, ги надминуваме со носењето на одлуките и сега автоматски врз основа на тие донесени одлуки дека ќе треба да се изврши ребаланс, односно тие средства, односно тие одлуки да се вклопат во буџетот на општина Росуман. Сакам да кажам дека како конкретно погледнато во приходниот дел, дека имаме мал пат. И конкретно, значи, ќе дадам дадено образложение зошто е тоа така, Значи имаме намалување од 34 милиона 916 911 на 33 321 911. Зборуваме за приходите мал пат. Како советник и во претходниот мандат секојаш потенцира, потенцирав дека општината секојаш треба да работи во насока на тоа да изнаоѓа решенија. Од кои? Со тие решенија секогаш ќе ја подобрува финансиската кондиција за наредните буџети. Односно, врз основа на тоа, секоја година во приходниот дел да имаме зголемување, но одредени тогашни функционери. Тогаш размислува краткорочно или ќе употребам поговорката, значи после мене потоп, тие сметаа така, за мина, ама потоп не дојде. Ние ќе се бориме за виднина, еве апелирам
ние како советници, односно градоначалникот, да почнеме да размислуваме на проекти кои што со реализација на тие проекти, значи, ќе можеме од реализацијата на тие проекти да им понудиме на граѓаните нешто врз основа на кој понатаму тие, значи, ќе одделуваат даноци и останати работи, односно користење на дадени услуги и така натаму, и со тоа би го подобриле, значи, овие ставки да одиме во нагорна линија. А што значи? Ако одиме во приходниот дел во нагорна линија автоматски, значи имаме на располагање ќе имаме поголеми средства со кои што ќе ги подобриме барањата, односно животниот стандард на граѓаните во општина Росоман. И покрај малиот пат, значи во приходниот дел, сметам дека со ребалансот има мегнан пак позитивно да се реализираат овие прибрани средства. Значи во расходниот дел, односно покрај оперативните расходи да се реализираат, значи, наменски средствата во проектираните капитални расходи. Сметам дека во наредниот период, дека ќе има една капитална експанзија за реализирање на предвидените капитални проекти за оваа година. Бев во изминатиот месец или месеци, бев окарактеризиран како кочничар на општината. Децидно ќе кажам дека не е тоа така, и еве, ќе дадам можност, значи, да не го носам тој епитет кочничар, ќе дадам можност, значи, ќе го поддржам овој ребаланс и ќе дадам можност, значи, за реализирање на овие предвидени, значи, проекти и работи кои што претходно, односно на овој распоред на средствата како што е направен вака. Ви благодарам. Јас само би додал уште нешто, дека ние размислуваме малку за иднина. Тоа е овој документ што вас ви беше поделен, но тоа е адаптација на инсталацијата за јавно осветлување, односно енергетско-економска анализа. Изготвена е, како што можете да видите, април 2018 година. Тука во оваа енергетско-економска анализа се содржани фактичките состојби во делот од уличното осветлување, колкава е потрошувачката, какви светилки се користат, колку се инвестициите, колку се дневните, годишни и така натаму трошоци. Дополнително има и анализа за замена на улично осветлување, кои би биле придобивките. Оваа енергетско-економска анализа предвидува инвестиција од околу 90.000 евра. И јас на наредниот совет би сакал оваа да можеме да го поставиме, да разговараме за тоа. Оваа енергетско-економска анализа ќе ги пробие сите наши предвидени средства кои што ние можеме да ги обезбедиме со буџетот. Меѓутоа, по завршетокот, односно на крајот од оваа седница, би сакал уште еднаш да ви се обратам и да поканам некого тука во врска со ова нешто да каже. Се разбира, ако се служувате. Да некој друг разбор? Значи, никој не ба разбор, го заклучувам претресот односно оваа точка и се стават на гласање. Молам, кој е за? 4 за. Кој е против? 4 против. Констатирам дека советот не го усвои бюджетот. Ребалансот. Втора точка. Предлог одлука за трајно користење без надомесна недвижна ствар канцеларија на Меѓуопштински центар за социјална работа Ковачевци. Отворен претрес, односно оваа
знам дали да... Ајде, татко. Ја прочитав ова, нели, одлука и сега тука во увертирата вика за давање на трајно користење без надоместна недвижна ствар канцеларија на меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци. Сега логички е штом нешто се издава, нели, да биде со надомест, дали има мегдан да би било тоа со надомест, да општината сепак, нели, самата просторија се амортизира, мебели таму, други работи што има, нели, нешто треба со текот на времето да се обнова, така да нешто да како средства ти оделува, за да ние во иднина пак да можеме да го реновираме тоа, односно да го обновиме мебелот или нешто друго, да. Конкретно само за тоа. Мора да се плаќа нешто. Да, бе, доколку се може, ако не се почне никога ќе го даде се. Да, се има. Во овој дел, околу ангажманот на просторијата за потребите на Министерство за транспорт, за труд и социјала, сакам да кажам дека комплетната инвестиција што беше доле околу патосот, околу инвентарот, околу сите други работи, ги направи Министерство за транспорт, за труд и социјала. Така да тоа се е во интерес за во служба на граѓаните, особено од онаа категорија кои се од социјален карактер, и кешки да можеме сите проблеми, бидејќи се надевам дека практично со профункционирање на таа просторија ќе го намалиме притисокот тука на овие барања што се за парични средства. На тој начин ми се чини дека ќе компензираме и ќе да надоместиме за ова. Инаку, почитувани, радува фактот дека полека, значи, и овие установи почнуваат да заживуваат во општина Росоман, така да сметам во иднина дека општина Росоман ќе го добие правиот лик на една општина каде што граѓаните ќе може да си ги остваруваат своите права, да би го избегнале губењето на време и губењето на средства, што тоа сега го прават, одејќи за такви потреби во соседниот, мислам, до градот Кавадарци. Благодарам. Бидејќи му се издава трајно на социјалното, дали имаме сознание дека секој ден ќе имаме нивни представник тука, едно лице, две лица, три лица, ќе бидат постоечки или ново вработени. И дали ќе биде од понеделник до петок. Дали имате сознание, граначалниче? Да, имам информација. Се разбира дека имам информација, барем онака како што ми ја пренесува, дека ќе има ангажман на едно лице најмалку тука постојано и веројатно уште едно лице од постоечкиот центар. Така да ќе биде од понеделник до петок стои на располагање на граѓаните. Дали друга разбор? Бидејќи никој не бара разбор, започнувам претрес од точка да избавя на гласање. Молам, кој е за? Констатирам дека со 8 гласа за ја усвои предлог одлука за трајно користење без надомест на недвижна ствар. Трета точка. Барање за донесување на заклучок со задолжување за продолжување на опција за давање под закуп на деловен простор, собственост на општина Росман по пат на електронско јавно надавање одржано ден 25.7.2018. Отворам претрес по основна точка. Погledajte nas. Почитувани, како предлагач на точката на дневен ред за денешната седница, значи и од вас како советници ќе побарам, значи да донесеме заклучок со што ќе ја задолжиме комисијата за спроведување на оваа постапка, подитно да ја продолжи, значи, прекинатата постапка,
бидејќи, значи, врз основа на приговорот од страна на оштетената страна, од страна на лицето Сашко Гелевски, комисијата доставува барање за добивање на извештај до заедницата на единиците за локална самоуправа, при што заедницата на единиците за локална самоуправа на Република Македонија до комисијата, значи за располагање со движни и недвижни ствари, доставува известување по барање и извештај за текот на аукцијата, со што констатира дека лицето, односно субјектот кој што го поднел приговорот е оштетен, со што потенцира дека значи му еускратено правото на доставување на понуда во законскиот предвиден рок кој го следува. Од тука, врз основа на приговорот од страна на и извештајот, односно известувањето од страна на единиците за локална самоуправа на Република Македонија, комисијата на ден, значи тука пише од 13.8. се мисли, доставува документација, односно доставува, изготвува решение број 09330/4 од 10.8.2018 година, изработено од комисијата на општина Росоман, и добиените известувања по барање број 0204-834-3 од 7.8.2018 од ЗЕЛС и извештајот број 0204-834-2 од 7.8.2018 од стручната служба на ЗЕЛС ги доставува до лицето кое го поднело приговорот. Со што во решението комисијата го уважува приговорот. При уважувањето, значи, наведува и упатство за правно средство, каде што вели, против решението на комисијата може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос од втор степен. Со оглед дека во изминатиот период овакви постапки врз основа на упатството за правно средство не се покренати, комисијата е должна подитно да ја продолжи прекинатата постапка, со што ќе ја продолжи аукцијата со оние параметри до каде е застанато. Давајќи можност, значи да продолжи акцијата и според оние параметри кои ќе се наведени, значи за аукцијата како треба да се спроведе. Не гледам зошто би било спорно ова да не продолжи, бидејќи имаме значи ситуација, договорот кој што бил изготвен од претходните структури, значи веќе е изминат, тој бил со важност од 10 години и многу месеци е изминат. Од тој период до ден денеска сметам дека не е изготвено ниту едно друго правен документ со кој, значи овој период по завршувањето на договорот за користење на ова просторија, така да речем, значи би се регулирал овој така да страната која што го користи моментално е во предност, бидејќи сумата која надокнадува, односно услугата која надокнадува е поразителна, односно е ниска. Веќе при креирањето на самата аукција, односно при доставување на самите понуди, гледаме дека понудата драстично се покачила. И ние и понатаму дозволуваме, значи оставаме простор општината да губи средства кои реално може да ги добива. Значи комисијата подитно, односно советниците подитно, мислам, имаат основа, имаат врз основа на што може да донесат заклучок со кој што ќе да задолжиме комисијата, а комисијата врз основа на тоа дека во законскиот предвиден рок од 15 дена, значи не е пројавена ниту една жалба, подитно да продолжи да ја спроведе постапката. Не е спорно кој ќе го добие, значи кој ќе биде подобар на аукцијата. Секој има право на надавање. И знаеме, значи највисоката цена ќе го добие значи овдека распишаниот оглас, односно средство со кое треба да располага.
Толку имам сега како образложение. Сметам дека нема, ние со носењето на нашата одлука нема да имаме оштетена страна, ами ќе имаме подобрување, значи прилог, средства повеќе во самиот буџет на општина Росоман. Благодарам. Пазе, вака се, ја ќе извинам се, ќе извиниш. Мислам, дали е дозволено сега правното лице да... Како правник, значи тука сега градоначалник, ја не сметам дека, мислам да не се делува на јавност и на другото сега, да. Сметам дека... Користиме правни услови, како не се... Дали сметаме, комисијата тука е засегната, сметам дека... Ръководителът дека си... Правникот должен да го каже, а комисијата дали ќе постапи или нема да постапи, тоа е друга. Градоначалник, дај увертира, тогаш кажи дека ти правникот, значи да му дајме можност како некој да дойде. Во врска со предлог заклучокот на Атанас Стојанов, сакам да кажам дека ние веќе постапуваме според него, меѓутоа наидуваме на правни препреки. Па затоа го моламе еве го правникот да ни ги објасни понатамошните процедури, односно и досегашните постапки кои се превземени. Почитувани советници, почитуван градоначалник. Јавноста, не знам колку е запозната со целата оваа постапка, тука сите сме од Росоман и се слушат, се шират информации, дезинформации од разни страни. Значи не може, како што рече претходникот, одговорница да има една оштетна страна, него секогаш кога постојат две страни, постои можност да има две оштетени страни и тоа се покажува практички во овој случај. Во едниот првиот случај една оштетена страна, сега со жалба од втората страна пак оштетена страна. Значи тоа мора институционално да се реши како што налагаат законските прописи. Значи вака, да се запознае јавноста, одлука Советот донесе за спроведување на постапка за давање на пензионерски под закуп. Договорот беше истечен, на 30 април истече и само да запознавам дека согласно Законот за облигациони односи во делот на договор за закуп, ако не се раскине по истекот на рокот од било која страна, пречуто се обновува додека не се склучен договор под истите услови како што бил склучен за претходниот период. Значи тука нема дилема дека нема правен основ да се продолжи тој договор. Тоа стои во Закон за облигации и тоа не е нешто ново. Значи Советот донесе одлука за да се проведе постапка. Согласно, ако сеќавате на вашата одлука што вие донесовте, согласно законските прописи. Што подразбира тоа? Значи тоа опатува на заклучок дека таа постапка мора да се спроведе по Законот за располагање со ствари во државна и општинска собственост, кој е релативно нов закон, од 15-та мислам дека се применува, меѓутоа има и таму некои недоразбирања, недоречености во него, меѓутоа сите законски прописи на наши се такви. Значи Советот донесе одлука и тука неговата надлежност во овој дел престанува. Значи, согласно законот на кој се повикувам сега за располагање со ствари во државна и општинска собственост, во неговите одредби стои дека градоначалникот, кога ќе донесе Советот одлука за тоа што Советот располага со стварите, генерално, член 3. Да, сега мислам не е коректно. Значи, Советот донесе одлука, а постапката се проведува согласно закон. Градоначалникот формира комисија како раководител на администрацијата, значи по закон за локална самоуправа, градоначалникот раководи со администрацијата, формира комисија, формирана е комисија согласно тие законски прописи, направена е процека, сите елементи се преземни и комисијата коректно го заврши својот дел. Значи тука нема никаков проблем во тоа. Согласно пак законот на кој се повикувам за располагање со ствари во државна и општинска собственост, незадоволната страна, во колку има две страни, веројатно се мисли на тоа, има право на приговор до комисијата. Една од страните поднесе приговор до комисијата и комисијата, за да бидејќи беше електронска аукција, колку што се јас запознат, затоа што јас сум заменик председател на комисијата, Радко е председател, значи информирани се во тој дел, мора да се работуваме и да се консултираме.
побара мислење, не води комисијата, се води преку аукцијата се води преку системот на заедници на единици на локална самоуправа автоматски. Една страна се пожали дека не можела да даде нова понуда. Комисијата веднаш упати писмо до ЗЕЛС побарајќи толкување и појаснување на постапката, оттаму дојде известување дека има прекин на постапката, од 2 минути требало да се продолжи за 2 минути. Комисија донесе според мене исправна одлука, ја поништи аукцијата и по правосилноста на решението кое што го носи комисијата да се закаже нова аукција. Во упатство за правно средство, пак е согласно со тоа закон, стои дека незадоволната страна против решението на комисијата има право на жалба до второстепениот орган, тоа до државната комисија. Значи во рок од 15 дена. И тука е закочена постапката. Бидејќи жалбите не се доставуваат, например, има постапки кои што доставуваат жалбите преку општинска администрација. Ние веднаш имаме увид во тие жалби дека е поднесена жалба. Значи жалбата согласно законот се доставува директно до државната комисија, така и по закон за јавни набавки, така и во постапка. Значи немаме увид во тоа дали е поднесена жалба. По устни разговори и шпекулации низ населението, страната сега, другата страна што смета дека е победник на првата аукција, изјавува дека поднале жалба. Значи, комисијата официјално побара мислење, известување од второстепениот орган значи до второстепениот до државната комисија, дали е поднесена жалба. И таков документ стои во списите, се е тоа законски регуларно. Од таму, како што сеќавате, ако сеќавате на моменталните доскорашните политички извиднувања, значи таа комисија е разрешена од страна на собранието, меѓутоа не е именувана нова комисија. И оттаму има известување по телефонски пат дека жалба има, меѓутоа нема кој официјално известувањето да го прати до општина. Значи, се консултирав и јас, и градоначалникот со инспекторатот за локална самоуправа, каде што стои дека, што сме известени дека и според мене, значи, додека второстепениот орган не донесе одлука по жалбата на странката, таа постапка не може да продолжи, затоа што не се знае какви аргументи странката навела во нејзината жалба и како ќе се одлучи. Значи, не може советот да се меша во делот кај што нема надлежност. Овој заклучок сега што се предлага тука, што се донесе совет заедно ќе биде незаконски, не може да произведе никакво правно дејство. Затоа што советот нема никаква надлежност да задолжува администрацијата да постапи вака или така. Значи, комисијата општинска што е формирана за овој предмет е формирана согласно закон од страна на одговорно лице кое што е овластено тоа да го прави. И не може никој друг да се меша да наложува како таа да работи, дали сега овака да постапи или нака да постапи. Значи таа постапка мора да заврши, пак ќе речеме, институционално пред второстепениот орган. Не знаеме како ќе одлучи второстепениот орган. По добивањето на одлуката ќе се продолжи постапката. Благодарам на вниманието. Значи, почитувани, малку несериозно. Да доведеме во ситуација општината да нема да мислите дека не постојат други правници и други адвокати. Значи, оваа особа што покренала постапка овдека со барање, значи нема да мислите дека ќе застане и тука. Што ако се случи да ја докажи својата исправност субјектот, бидејќи си го запазил рокот за приговори во рокот 3 дена, си поднел и при тоа институцијата општина, односно комисијата издава решение. И каде пишува во решението дека е прекината аукцијата, не пишува во решението дека е прекината. Односно наново да се распиши. Да. Добро. Мислам јас ја да после одговорница. Значи, ќе ја доведеме, кој ќе биде одговорен после ако ја доведеме општината овдека, бидејќи се работат и за банкови гаранции, луѓе. За просторот со кој што губи општината, со оглед на изјавата на правното лице, дека нема можност за друго правно средство, односно правен документ, после истекот на договорот од 10 години.
И ние ќе дозволиме општината да губи, затоа што имаме една чиста позиција. И одиме со паушални изјави дека ние од луѓето слушнеме дека тие жалби имале поднесено. Па зашто не известиле комисијата дека поднеле жалба? И дали е законски таа жалба? Дали е во предвидениот временска рамка, во предвидениот временски рок? Јас ќе кажам дека треба не советот, ако советот располага со стварите, значи и советот има надлежност да не дозволи оваа општина да губи. Оти имаме случаеви, ке измин предходниот градоначалник, по основ на адвокати, таму поднесува постапка, губи и ја оштетува општината, одговорност никој не сноси. Абе, немојте луѓе. Значи, штом советот донел одлука, значи советот е должен да види дали постапката се спроведува, бидејќи тој располага со стварите, бе не може некој да ги експлоатира како што сака и немојте да кажеме дека тука завршува постапката за советот. Постапката за советот не е завршена и таа ќе оди напред и има да се почитуваат одлуките на советот. Односно, значи институциите и комисиите да се спроведуваат согласно законот. Значи ние тамо не гледам ја дека е оштетена другата, по кој основ е оштетена таа? Врз кој основ поднела жалба? Тука имаме предходниот наведува дека му еускратено правото на поднесување на понуда во законскиот рок од 2 минути. И тука аукцијата спроведува ЗЕЛС наведува, дава извештај бе луѓе. Имаме документи. Не може да кажеме ние дека сега извештајот на ЗЕЛС е гола вода, така го нашли на улица. Има стручни служби кои што извршиле наведено убаво вика во извештајот со овие како се викаат адреси, како се не ми доаѓа. Значи ХТТП, ствари, МК продукти така, значи може слободно да се провери дека тоа е така. Значи тој поднел приговор и врз основа на комисијата констатирала и донела, му го уважила решението. Ја не гледам причина, другиот каде е жалбата? Не гледаме жалба. Тука навела комисијата дека овој поднел приговор. Ако е така, комисијата сега ќе ни стане, ќе каже раководител дека тој поднел жалба. Бе, каде е жалбата, луѓе? Имаме банкова гаранција, утре треба да го обештетиш човекот таму, ќе ги изгуби средствата и така натаму. Епа нема врска, ама губи, му ствараме, значи не го ставаме под еднаква положба сега. На некого ќе го нарекла казала, поднел жалба, ќе му даваме можност и простор сега. Мене не ме интересираат кои се субјектите. Мене ме интересира што губи општината и што треба да добие. Сметам дека советниците ова моје образложение сериозно ќе го сватат и позитивно ќе одлучат, затоа што тоа треба да биде така. Благодарам. Значи, реплика мала, рече нешто, сум рекла, не е това. Очигледно од таа нас дека тешко се сножиш во оваа правна работа, не може така паушално се дават изјави тука. Значи, ево го решението, диспозитивот на одлуката на првостепената нашата комисија по приговорот на странката. Значи не е спорно, комисијата одлучува вика. Приговорот на учесникот Сашко Гелевски од Росомон, поднесен против постапката, аукција, број тие на ден тајта, задавање под закуп предмет каде што се уважува. Нема ништо спорно тука. Одржаната аукција, ти што викаш дека нигде не стои во решението тоа. Одржаната аукција на ден 25, ова е уште диспозитивот од танас на решението. Ако знаеш што е диспозитив. Значи, на ден 25 година се поништува. Аукцијата се поништува, таа комисијата го одлучува. А по правосилноста на ова решение, комисијата спроведува на постапка за продажби и давање под закуп, ќе спроведе нова аукција. Значи, по правосилноста. Ама, во упатство за правно... Молим те. Во упатството за правно средство стои против решението на комисијата може да се позави жалба во рок од 15 дена од приемот на до државна комисија од втор степен таму. Нема одлука од државна комисија, не може советот да одлучува по оваа жалба. Може би и закаснета, може би и ваква и таква, меѓутоа не може да одлучи, значи мора да се чека таа одлука, тоа е моје мислење. И верувам дека е тоа така. Не може никако поинаку да биде. Затоа што началото на двостепеност на постапката ќе се поништи со тоа. Тоа е тоа. Ќе покаже времето. Значи, викаш нема оштетена страна, ма еве имало, значи има жалба. Дека врз кои... Ама жалбата,
Па добро, он смета дека на првостепената постапка првата аукција он добил, он така вика, то не знам што пише жалба, не сум видел жалбата јас. Значи што поднесува жалба, има нешто. И му дават законот право, или може да му го скратите правото на жалба. Вие како институција дали му доставите и на него решение со кој му Се. Па зашто тој не поднел, значи одма да ви извести дека ќе поднеси ова? Значи ако регулативата не е должен, Атанас не е должен да го прави тоа. Како не е должен? Значи законот вика. Имаш одговор на жалба, имаш Одговорот на жалба ќе го побара второстепениот орган од нас. Значи, че побара цела документација, цел предмет, еден го предмет кај мене тука. Че рече во рок од 5 дена да ни достави цел предмет со сите списи и ничем го достави и они ќе одлучат. Кога ќе стане правосилно вашето решение? По одлуката на второстепената комисија. А што не наведивте во решението дека по одлуката на второстепената правосилноста? Па сега како ти објаснам тебе, ти не си правник, значи по правосилно. Правото наведете во решението, правосилно решението ќе стане Значи, тогаш и тогаш. Не знам како ти објаснам. Ще треба правен факултет да заврши да го разбереш ова. Тешко ќе ти објаснам. Вика како вика одлуката стапа во сила во рок од денот на донесување. Ама има право на жалба, како ќе биде во денот на донесување? Има право на жалба. Вика, а незадоволната страна има право на жалба до второстепената комисија и така натаму и така натаму. Мислам така треба да стои. Да, не знам. Парете, имате други, има адвокати, има судии, има основен суд, има други. Во наш интерес, во интерес на општината е да го решиме ова. Затоа зборувам. Значи жалбата е уважена. Не е да одбие на жалба. Добро. Значи мора второстепено да се реши. Не може уште само Ајде, не од место само, Јас го разбирам, јас го разбирам оштетениот. Ве молам. 15-20 дена не мине. Го разбирам оштетениот за оваа представка. Меѓутоа да кажам дека ние сме исто така многу заинтересирани ова што може поскоро да се реши, бидејќи и ние губиме средства од ова. Меѓутоа во овој правен вакуум, односно со неформирањето на оваа второстепена комисија, која рекоа дека ќе било формирана во наредните денови, ние се надеваме дека тоа поскоро ќе се случи, за да може да го продолжиме овој процес понатаму и да го решиме. Илузорно е да размислуваме дека ние не сакаме да го решиме. Мислам, такви инсинуации не можеме да прифатиме. Значи, сакаме во најбрз кусен рок да го решиме ова. Зошто истиот овој сега што ја има оваа представка се жалеше, па ние постапивме по неговата жалба. Постапивме. Приговор, бе, како сакате да го крстиме, приговор или жалба, и одма постапивме истата ден. И откако постапивме по истата ден, откако го добивме од ЗЕЛ сите овие информации, ние му одговоривме. Сега не можеме да го скратиме правото на другата странка заинтересирана истата постапка да ја тера да има приговор. Ако на едниот сме му дозволили да има приговор, морамо да му дозволиме и на другиот. Да се стрпиме уште некој време. Ајде, префрлете од место, стварно. Значи, мене само едно не ми е јасно, тука јас не сум правник исто. Второстепена комисија се уште не е оформена од владата на Република Македонија. Се уште не е. Значи, владата на Република, Собранието на Република Македонија треба да донесе одлука членови се Ацо, Јованче, Горан и Јовец. И после тие истите заседаваат за овој проблем. И оде да донесуваат одлука. А таа второстепена комисија може би ќе има оваа година, може би нема да има. Мора да формираат Јованче за тоа што не сме само ние у фабриката чекам за второстепена. Па добро, значи они И исто го имам. разрешија, да, мора да се чека одлука за Значи, мене ми треба друго образложение. Против решението на комисията може да се изяви жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државна комисија за одлучување во управна поставка и постапка од работен однос во втор степен. Тука е јасно и гласно дадено пасото за правно средство, значи против ова решение. Меѓутоа, дискутабилно, во сето ова ми е датумот на издавање на ова решение 10.8. Пред почетокот на седницата добив информација, Радко, ако не се лажам, ти кажа дека на 11.9 е поднесена жалбата од другата страна. Што со тоа што е пробиен рок, значи од 10.8 до 11.9. Значи, ќе одбие второстепениот орган,
Ама ние не можем да одлучиме тоа, не за како можеме. Повече од вие Лазаревич. Дали не направиме штета на општината на Лазаревич? Штета на Не правиме штета и на конкурентот друг. Ја нечем да направам тие работи. Автоматски се извршени од увид. Тоа е исто како пресуд донесе суд и да му забраниш другата страна да не бива таа работа. Една стакан да кажа, само за кратко. Значи да испаднам? Општината се заврши да работи. Да. И чека сега мора да чека одговор. Не сакам да бидам сватен погрешно. Значи реков дека поддржувам дадена страна, не поддржувам. Значи сакам објективност. Овдека зборуваме и сега хипотетички нагаѓаме ќе се формира комисија, нема да се формира комисија. Замислете, ако ги испроведиме 10 јавни набавки и сите се одвиваат вака, и што ќе направиме со оваа општина? Амбар. Тоа е хипотетика сега. Да. Па хипотетика е како? Па според логиката на нешто што кажувате вие, значи не ги формираме ние второстепената комисија, човече. Ама не ја формираме, видете сега. Вие излегувате, значи вие излегувате од вашите надлежности, како не го сваќате тоа? Мислам, треба малку. Не излегуваме надлежности затоа што вика советот е должен за општинскиот имот. Велам вака, председател предлагам, значи како предлагач на точката, предлагам председателот согласно барањето да го постави прашањето, нека се произнесат советниците дали се за, против или воздржани. А некој нека оценува тоа дали има надлежност или нема надлежност. Барањето односно задолжување. И кажува јасно, да задолжиме председателот, односно комисијата да ја спроведи поставка. Добре, што изгласаме. Значи ние имаме барање. Ама што го да е вече? Тоа советот на општина Росо. Што до втора степен? Не знаеме. Ама не знаеме. Кои документи ви може да? Проблемот е што не знаеме дали е пуштено до втора степен или не. Добре. Се задолжува општина првостепен. Не. Се за Значи, го задолжуваме. Ја задолжуваме комисијата при општина Росо. Значи, да ја продолжи, значи поставката со оглед на тоа дека немаме ние документовано дека има жалба дека или некои други известувања. Роковите се поминати, така да. Ама добро да ти кажа, не си противе човече, никој не ти го скратува правото тебе се. Не ти го скратува правото. Радко, председател на комисијата си ти. Од каде информација имаш дека на 11 поднесена жалба? Аз нема информација, градоначалникот која бил у Скопје, он проверен, да јас. Писмени барања. Јас немам никаква информација дека има жалба, тоа одрекла казала дека има жалба. Дали има жалба? Ајде сега. Не е одрекла казала. Мислам, пред тоа беше одрекла казала има жалба, нема жалба и градоначалникот отишол и му рекли дека на 11 стигнала жалба. Значи, што му рекли, сигурно има жалба. Ако беа советување за јавни набавки, кажа дека комисијата е таа што, нели, доколку не се спроведи постапката како што треба, таа ќе одговара. Така да вие слушајте си правници, други работи како сакате. Давај. Ја искрено значи од овој сектор разбрав дека некои законски рокови не се запазени. Ама не може А да овде се бара да извршиме задолжување на комисијата подитно да ја заврши постапката како не би дошло до несакани судски разборски. Не тако е преден постапка. Зашто говори, че тоа за комисијата за спроведување на постапката и општина Росо. Се законска гледна точка како ова иде натаму, некој почнува од комисиите натаму. Сега од нас се бара, значи само да донесеме заклучок да го Задолжиме комисијата. да задолжиме комисијата за продолжување на постапката. За продолжување што Не можете да задолжите, да ви го кажам само уште еднаш. Не знам дали се разбраме. Немате надлежност ви да задолжувате комисија формирана од градоначалник за друг орган. Совет сметаме дека Ама може може би ние ќе ја Епа, донесеме. добро, само ви укажувам. Добро, борете, благодариме на укажувањето, ние Добро. Значи од овие дискусии на Стави ја денес да советот нема надлежност овоа, советот нема надлежност оноа, советот не смее овоа, што смее советот? Што смее? ручек да оди. Георги, ајде продолжи. А стварно Не, веќе сега може да без така, моля. кога има донесено, значи барање до советот на општина Росман мора да го разгледаме сега како ќе се одлучи и ќе се одлучи. Затварам претрес. Има некој друг да ва разбор?
еве, бидејќи во диспозитивот што рече Лазе, бидејќи ја не знам што е може би, да кажам дека постапката е да се повтори постапката, значи. Барем се задолжува. Тоа стои во диспозитивот да се повтори. Добре, да. Да се повтори постапката. Ја задолжува правната комисија писмено да известе за Не, ја го мислам се, пазите, јас сум предлагач, имаме барање сега. Али ме разбираш, јас ставам точка за време. Еве, Значи се задолжува комисијата да ја заврши постапката. Да. И толку. Да, пократок рок. Подитно да речи да, да. Значи Советот носи одлука со која задолжува, уствари закон. Да не ги склади законските мерки, него и тоа да направо. Нема ни закон да држава, затоа што не направо. Игра от чалан, че не се задължува друго, с контрабашно. Комисията да не я спроведа. Добро, тоа е друга работа. Значи, плевато сосема, не знам. Давај го на глас. Губиме време. Прави. Несериозно. Или не разбира сушните работи, или одигнат нещо. Не разбирање. Од многу совети што слушаме, па доаѓаме до ваква Значи, ситуација. овака, де уште еднаш да не се расправам повеќе. Имаме решение од комисијата, во кое според оние информации што има градоначалникот од првостепена комисија, не е запазен рокот за жалба од другата страна. Доказ писмен дека има поднесено жалба, нема. Од таа страна. Доказ дека на првата странка е уважена, Има. уважена жалбата или приговорот, имаме. Колку од комисија имаме и на крај стварно ја веќе не знам. Не знам, ние веќе чин знаеме се да донесеме одлука ни на кого да му Носиме дајме. Ја не знам одлука како се како понашаме веќе заклучок. од бесконечно. Дај да донесеме одлука на кого да му го дајме ни веќе. Донесе. Која веќе се пена? Не, вие, Па може ли Јорица, па според вака вас што испаѓа, вие веќе носите одлука на кого да му го дајете. Ама како може ни да Па како може се убаво каже председателот дека имаме валидни документации со известување со други работи. Како вие можете да кажувате дека институциите да ги омаловажувате и да ги понижувате нивните на Точно ми ги омаловажуваме се. Како ги омаловажувате? Па има известување човече, ние располагаме со стварите на општината. Ама вика ние да формираме комисија и комисијата да справи. Комисија има формирано веќе и да си ја продолжи Ама поставка. не вика таму советот да донесе одлука на кого ќе му го даде тоа, него комисијата да прави. Вие вака што правите, значи вие сакате да му го дадете него. Земи дајте го, што го давате ние одлуки да носиме одлука. Па не ни носиме ни одлука, ние да доме на комисијата одлука. Кој сте ни да носиме одлука? Затоа комисија. Ама комисијата ти ще области тебе, ти што направи, не направи ништо. Треба да направиш. Како не направи? Епа, направи, ето што направите. Го исклучил некој системот и дојде аукцијата до што дојде. Затоа ти направите така. Абе дајте му можност да луѓето. Ако му даваш, дај да му дајме. Ама дај да му дајме. Да му дадеме равноправно можност. Го заклучувам претресот односно третата точка, побарањето за донесување заклучок со задолжување на комисијата за продолжување на аукцијата, со кој Советот се задолжува Советот да донесе заклучок. Значи Советот донесе заклучок со кој се задолжува комисијата одитно да ја заврши постапката. првостепена комисија. Комисијата општинската тука. Првостепена. Кој е за? 7 гласа за. Констатирам дека Советот го усвои барањето што е ова. Барањето на задресување на заклучок. Ама шото комисијата се завршила, Да. пак не носиме. Нищо не березоте. Борят Треба да ви кажам сега. Значи не може да Терете како сакате. не може да Јас прескокнеме кажам, тоа немој да мислите дека луѓето не се упи. Само едно да ви кажам. Немој да мислите дека луѓето не се упи. Чекай сега да ти кажа. Да. Истиот случај Момент, во моля. фабриката. Два Да. случаи има. Замислите сега, Јас ти кажувам предварително. Првостепена комисија помина. Може ли дискусија за после два Совет? Може ли дискусија после Совет? Донесоме заклучок. Да, Само да, секунда. Толку завршен, не речице. а за црквата да. Не е завршен. Не е рекол дека завршен Совет. Значи, тоа беше третата точка и на крајот имаме покана. На големиот православен христијански празник Света Софија и трите черки Вера, Надеж и Љубов со благослов на неговото високо превосвещенство владиката Побардански, господин Агат Ангел, ќе се освети новата православна црква Свети Ѓорѓи во селото Рибарци, Кавадаречко. Ова е русуманско, мајте.
Со посебна чест и задоволство ве покануваме да присуствувате на овој свет чин на 39.2018 година, недела на света литургија од 8 часот и потоа на всенародна заедничка веселба. Со почит црковниот одбор на црквата Свети Ѓорѓи, село Рибарци. До Советот на општина Росоман, сака да ви го прочитам ова. 39. Не тоа ќе отиде. Тамо дали си грешен или не грешен, нека Даниел што ќе каже. Ке веќе исцрпен дневниот ред, ја затварам денешната седница.